Почитувани гледачи, втора сезона на серијалот Бизнис клуб на Стопанската комора на Северна Македонија и трето во денешен наш гостин Тони Стојановски. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата. Задоволство. Чест ми и мене задоволство да разговарам со човек кој што е професионалец во својата работа и кој што целиот живот го посвети на банкарството. Така е? Скоро 30 години. 30 години. Почнувајќи од 96 година, првите почетоци во Централната банка. Да. До денес, некаде половината од тоа е во Централното банкарство, вторава половина е во комерцијалното банкарство. Како дојде Тони Стојановски до шанса да се вработи во Народната банка? Веднаш после дипломирањето на економскиот факултет, се случи февруари 96 година, неколку месеци после тоа излезе конкурс за вработување во Народната банка. И иако претходно немав аспирации да работам во немаше, тоа сакав да те прашам, да. Во текот не ти беше во обсегот? Не ми беше во обсегот. Во текот на студиите, додека студирав на економскиот факултет, се занимавав со друг приватен бизнис. А имаше приватен? 93 година ја формирав мојата приватна фирма, што имав тогаш 21 година. Да. Трговија со прехранбени производи, и си работеше совместни млечни производи, во рибарството исто така еден дел. Но после завршувањето на факултетот, по сугестија повеќе и на родителите, аплицирав, немав многу надеж дека ќе видам примен. Се случи и од 1 јули почна во Народната банка. А што стана со приватната фирма? Ја затворив. Ја затворив, тоа беше мала приватна фирма тоа. Во тоа време се уште во Што се трошеше најмногу, вака да не подсетиш? Од риба што се продаваше најмногу? И од жива и пастрмката и крапот. Се продаваше све. Да. И конзервирано? Првата рибарница, ствари, во источниот дел на Скопје, во Маџари, ја отворив 94 година. Значи, ти беше еден од тие што го прифатија предизвикот на новото време за отварање на приватен бизнес. Па да, тоа беше време кога имаше и некој така ентузијазам и поширок предприемнички дух. Но цело тоа време никогаш не ги оставив студиите. Веќе верував дека тоа мора да биде подкрепено и со знание. А студираше на економскиот факултет? На економскиот факултет и испитите одеа редовно. Што значи една споредба направиме тогаш и сега за состојбите на економскиот факултет? Има ли од тоа кога вие студиравте значаен напредок во работењето и во етаблирањето на новите правци и развој на економијата? Сигурно дека има. Јас можам да кажам за тој период, навистина имав прилика да студирам на врвна институција наша во тоа време, со врвни професори од кои што можеше да се научи многу. И како човек, и како човек и во стручниот дел, и тоа беа убави години таму каде што човек можеше да се изгради и во академскиот дел. И доаѓаш во Народната банка, тоа е најреномирана институција кадровска, така во тој момент. Па да, всушност тоа е периодот кога Народна банка и почнува да се гради засилено. Како централна банка во самостална држава. Да, посебно делот на банкарската супервизија, каде што бев примени, каде што почна. Там беше примен. Да. Тоа се години каде што банкарската супервизија, базелските стандарди влегуваат и овде кај нас и засилено тоа се гради таму и кадровски и стручно. Се сеќавам во тоа време кога влегов, имаше неколку многу реномирани експерти со значајно искуство во банкарската супервизија кои што беа со нас, една поголема група на млади луѓе. Секојдневно преку обуки, а и преку практични обуки во банките ја учевме банкарската супервизија, пристапот и така натаму. И јас можам да кажам дека
Народната банка и тогаш, верувам дека и денес е така, можеме да кажеме, една од оние ретки врвни институции кои што вложува во кадарот и тоа се виде, нели, низ децениите на Така е нас. милјето и создадено и така се смета дека е тоа врвна институција кадровска. Да, која што Опремена. мораше да се справи со многу предизвици, морам да кажам. 90-тите години, јас кога почнав, имаше значени предизвици во финансискиот систем. Имавме банки кои што требаше да се рехабилитираат. Посебно Дупки отворени на сите најголемата страни. банка, нели, во тоа време. Стопанска Која што помина низ две санации. Исто така делот на штеделниците и така натаму, каде што и мораше да се врати довербата кај штедачите. Довербата воопшто на јавноста во банкарскиот сектор. После оној крах со распаѓањето на И високата бившата инфлација. држава. Инфлација. Високата инфлација, да, апсолутно, тоа беа тие години 93-та, 94-та, уште јас пред да влезам во Народната банка, каде што една екипа таму од наши, би рекол, врвни експерти, кои што ја водеа Централната банка, успеа да се справат со Инфлацијата. со инфлацијата и таа монетарна стратегија која што е воспоставена 95-та година, стратегија на де факто фиксен курс на денарот, Со сидро. се уште е валидна и се уште дава резултати во мала и отворена економија како што е Македонија. Јас се сеќам, бев веќе во бизнисот тие години, колку тешко ние се снаоѓавме со инфлација. Многу тешко се снаоѓавме, затоа што не знаеш кој пат да го фаќаш, треба да интервенираш во спасување на капиталот, а од друга страна треба да продаваш, а од друга страна треба да создаваш производ, да се бориш со конкуренција и така натаму. И бевме во една избезумена позиција, така да денес како ќе спомнам дека можна е таква ситуација, мислам дека сите аларми се уклучуваат во бизнес заедницата за таа работа. Дефинитивно, стабилноста на цените е јавно добро. И тука Јавно добро што ствара сидро за економски напред. без тоа не може бизнисите да размислуваат за вложувања, за напредок, неизвестноста е Непредвидливоста е најголем противник на бизнис. апсолутно, од сите аспекти. Тука почнува со парите. Сите аспекти. Во твоето директорување со супервизијата имаше ли проблем со некоја банка? Целата моја кариера во банкарската супервизија, таму од позиција на помлад супервизор па до последната позиција која што заминав, дојдов до генерален директор на супервизијата во 2009 година, мораше да се соочиме со повеќе ситуации каде што требаше да се носат одлуки и морам да кажам дека во тоа време гувернерите кои што ја водеа Централната банка има храброст да донесат одлуки и да се справиме со многу ситуации. Да, имаше неколку банки кои што едноставно немаше друг избор освен да им биде одземена дозволата, но тоа влијаеше на зацврстување на довербата во банкарскиот сектор, што е најважната работа. Супервизијата е срцето на Народната банка. Па покрај другите функции. Покрај монетарниот дел, управувањето со девизните резерви и така натаму е уште една од битните функции. Затоа што може да делува превентивно, така? Така е, секогаш треба превентивно. Секогаш ние инсистираме како бизнис и овде кој ќе се носат законите или определени прописи со кои што финансиски се задолжуваме да бидат, значи со предупредување со ова првите неколку години за да можат луѓето да се приспособат и така натаму. Така да многу екстремни последни варијанти би се избегнале ако навреме се уочат слабостите кои што постојат. Така Сигурно. И тоа со изградбата на капацитетот сите тие години, ја би рекол и до ден денес, со изградбата на кадарот, со воведувањето на најдобрите меѓународни стандарди, со добри политики кои што беа во коегзистенција меѓу Централната банка и комерцијалниот банкарски сектор, бидејќи се важни двете страни, и страната на Централната банка и комерцијалните банки како ги водат работите,
како менаџментот управува, како управува со ризиците, кои се акционерите позади и така натаму. А Македонија, за разлика од повеќе други земји, избегна системска банкарска криза. Ако се вратиме, да кажеме, на периодот после големата финансиска криза 2008-2009, ние имаме земји кои што се соочија и со банкарски кризи, кај што мораше да се интервенира и од буџетот, мораше да се интервенира со буџетски средства. Македонија тоа го избегна. Со исклучок на неколку банки кои што мора да излезат од системот, што е, би рекол, вообичаена работа, ако се анализираат и други системи, други земји. Избегнувањето на системска банкарска криза е голем успех и на Централната банка, и воопшто на системот во целина. И на тоа навистина треба да бидеме горди. Често сме расправали во комората кој ќе сме заедно со тебе и со луѓе што можеш да разговараш на, да речам, темелна основа за прашањето дека сме незадоволни општо од системот и амбиентот кој што е во моментот. И мислевме дека може многу повеќе да се направи. Така натаму, меѓутоа, клучното прашање е како ние ова што го кажавте вие и во таква состојба успеавме да излеземе лесно и од воената криза 2001, и од Косовската криза 99-та, и од економската криза 2008, и од здравствената криза 2001, и од енергетската криза после и така натаму. Значи, сепак ако земиш, релативно брзо излегувавме и се снаоѓавме после во такви ситуации. А сите тие се екстремна опасност за државата. Така е. Значи, сепак е некакво јадро создадено, некаква функционалност во државата постои. Ако ние сме критички расположени така натаму, нешто основа на таа работа, какво е тоа мислење? Јас зборував и за банкарскиот сектор, меѓутоа и пошироко, и прашањето е добро. Значи, ние мораме да се, кога се критикуваме денес, треба да погледнеме и на назад и треба да бидеме свесни на тоа дека од каде тргна Македонија како независна. Точно. И каде сме сега. Значи, јас сум сигурен дека ако имаме позитивно настроен критички поглед, ќе идентификуваме многу точки каде што сме направиле прогрес. И на кој што треба да бидеме горди, но истовремено тоа треба да не растовари од некои фрустрации за да можеме појасно да видиме што е тоа што сега ни треба. Па тие фрустрации се од типот да големите историски прашања кои што не ги решиле генерации, да ние имаме амбиција да ги решиме сега. Не, треба да решиме иднината. Треба да решиме иднината. Значи, политиката на политичарите, економијата на економистите, банкарството на банкарите, значи, дајте да легнеме на работите и да почитуваме и респектираме мислењата на стручните луѓе. Најпрво би рекол да се почитуваме самите себе. Да почитуваме се она што е направено и во досегашниот период, и во претходниот систем, а и во независна Македонија, бидејќи многу работи се направени и, како што реков, растоварени од многу од тие фрустрации, да се концентрираме што е тоа што ни треба денес. А што е тоа што ни треба денес е отвореност да самите сфатиме дека ни требаат нови знаења, нови вештини. Светот оди со толкова брзина напред, што ние мораме да забрзано го фатиме тој чекор. Не можеме да го фатиме тој чекор ако седиме во нашата зона на комфорот и се критикуваме самите себе. Треба да излеземе од таа зона на некој комфорт кој што секој од нас можеби ја има и да се отвориме за нови знаења, нови вештини, за да можеме, нели, да одиме напред. На Македонија и фалат нови знаења. И за тоа треба да бидеме свесни. Апсолутно се согласувам и тука треба да се приоритет врвен постави со хитна промена на образовниот систем, со хитна промена на едукацијата која што треба да биде доживотна, осваќањето на завршена доживотна едукација
и со хитно прифаќање на новините кои што доаѓаат. Тоа ќе го направиме ако одржаваме блиска соработка на интернационално ниво. И тука коморите се незаменливи. И тука фирмите се незаменливи, затоа што они имаат секојдневен таков контакт, така ги усвојуваат новите технологии, новите работи и така натаму. Све почнува и завршува тука, така да ние се согласувам, треба да се приспособиме и тоа го правиме. Апсолутно, сите центри на зелената агенда по која што се движи веќе светот и така натаму се и тука инкорпорирани, сега зависи со како темпо ќе се развива. Али во секој случај тие се следени од нас и се поставени како значи не стана гувернер од Народната банка, може да немаше ни амбиции. Немав таква амбиција, меѓутоа. Али таму ли ја ќари Милица? Со Милица се запознавме таму, да. Па точно, значи сега не може и гувернер и Милица. Така е. Да. И сум среќен за таа работа. Да. Се венчавме 2004 година, имаме две прекрасни деца и Милица е голема поддршка воопшто и во голем живот професионалец. И во кариерата и професионалец во својата работа. Апсолутно. Јас сум сведок на нашите дружења, на нашите комуникации и можам да потврдам дека се работи за пар кој што стварно сраđи со стабилност, со збилност, малку и повеќе од годините, би рекол. Може би, да, од секогаш професионално сме пристапувале на работите, да. Со почит према институциите, према луѓето и тоа секогаш се тие вредности на кои што ги учиме и децата наши. Ако ми кажат мене да кажам две-три личности кои што од самото моје доаѓање во комората до денес имале професионален врховски однос на почитување, едно е тоа. Тоа сигурно. Значи тоа е. Секогаш се настојува на таа работа. И зачекоривте во комерцијалниот сектор. 2008 некаде крајот беше кога едноставно добив покана од Националната банка на Грција. NBG, да. Сакаа да го јакнат менаџерскиот тим овде. По тоа време првиот човек, председателот на управниот одбор беше Глив Горбичев, со кого што се знаевме уште од Централната банка, да. Не ми требаше многу време да размислувам, иако не планирав да излезам од Централната банка. Глив Горбичев во Стопанска банка исто имаше една Милица, се сеќавам. Да, во Стопанска банка, да. Во Стопанска банка е дел од управниот одбор. Да. И стално кога ќе отидеме и викаше Милица, ја бараше. Значи, доаѓаш во еден систем, NBG, на етаблирана банкарска групација, која што имаше, мислам, филиали, операции, своји банки по цел Балкан, така? Така е. Беше присутна во тоа време во повеќе земји од југоисточна Европа, голема банкарска групација со долга традиција од почетокот на 19. век, кажеме. И навистина, јас имав тогаш 37 години, нели зборувавме, имав таа привилегија сите тие 13,5 години во Централната банка, преку посета и на многу обуки, преку посета и на многу семинари, конференции, скоро во сите централни банки во Европа, во Америка, да се гради знаењето, но ова беше сега една нова страница, ново искуство, кај што требаше да се учат и нови работи, и тоа беше уште едно скокање во ладна вода, да кажеме. 2009 јас почнав во Стопанска банка. Да се префрлиш од Централна банка во комерцијална е стварно скокање во вода. И требаше значително прилагодување, но нема ништо подобро, ништо повеќе не дава енергија подобра од она што е кога човек навистина ќе скокне во ладна вода. И тоа се отрезнува. Се осеќа и помлад, со поголема енергија и така натаму. Охриѓани тоа најдобро го знаат, кој ќе крадат во езерото за време на татилот, а им се запни негде мрежата за овој, морат да влеза во ладна вода. И така, почнав на позицијата
генерален директор за управување со ризици и член на управниот одбор. И на таа позиција поминав 10 години. И некаде крајот на 2019 се укажа потреба и надзорниот одбор одлучи да ми ја даде позицијата генерален директор за корпоративно банкарство. Беше стратегијата да се направи експанзија во корпоративниот дел, Стопанска банка, кредитирањето на компаниите. И на таа позиција почнав од почетокот на 2020. Ја почнав малку, ја скршив ногата на скијање, па морав првите посети на компаниите на новата функција да ги правам со помагала. За Да научи слало. И после во почетокот на март дојде ковидот. Точно. И кога дојде ковидот, рековме сега што правиме, имаме план, имаме стратегија дека треба да го зголемуваме пазарното учество и имаше разни мислења. Најголем дел од банките во тоа време на меѓународно ниво, не само овде, се повлекоа од кредитирање. Таа година во Македонија се сеќавам порастот на кредитирањето во корпоративниот сектор беше само 0,6%. 0,6%. 0,6 2020. Но бидејќи најдов на разбирање и од моите најблиски колеги, така натаму, јас одев со една друга логика. Ние во тоа време и банката треба да направи експанзија, бидејќи тоа беше времето за експанзија, бидејќи ако е ковидот нешто што ќе заврши фатално за сите, тогаш на кого ќе му биде гајле за нефункционалните кредити? На никого. И тогаш Стопанска банка презеде многу корпоративни клиенти и им даде поддршка. И наспроти системот кој што прикажа некој 0,6% раст, Стопанска отиде со 12,6%. Значи вие влеговте во сериозен ризик во тој момент. Па пресметан ризик, би рекол. Пресметан ризик да се ризик привлечат и да се привлечат и без разлика што ќе се дешава. И најголем дел од тие компании се уште во Стопанска банка, бидејќи тоа беше наспроти она што се зборува за банкарството, дека банките го земаат чадорот кога врне надворот, го даваат кога има сонце. Така да отидовме наспроти таа работа и тоа беше така, се заработи голема почит од многу од компаниите со кои што се работуваме во тој период и што е најважна работа, да кажеме, во секој бизнес и во банкарство. Тони Стојановски, генерален директор и председател на управен одбор на НЛБ банката во Македонија. Зборувавме за Стопанска банка Скопје и за вашето директорување со најголемата тогашна банка, така? И како дојде предизвикот да се промени менаџерската позиција од таму во НЛБ? Повторно дојде спонтано, дојде после еден разговор со раководството на Нова Љубљанска банка, НЛБ Љубљана. Да. И
во животот на секој ден професионалец доаѓаат некои моменти каде што едноставно се отвараат некои можности каде што професионалниот живот може да продолжи во некоја друга институција, компанија и така натаму. Јас оценив дека можеби тоа е еден од тие моменти каде што Преломни. треба да се смени. Иако повторно исто како и во Народна банка кога премина во Стопанска, не го планирав тоа. Да. Не го планирав, немав никаква намера за промена, бидејќи и позицијата и сите околности и соработката и во претходната банка беа на највисоко можно ниво. Меѓутоа, и на овие години посебно е многу добро и за нова енергија, и за нови хоризонти, повторно уште еднаш човек во кариерата да скокне во ладна вода. Али тука мислам дека има сигурно влијание и личностите. Јас познавајќи го и другарувајќи со председателот на управниот одбор Блаж Бродњак, мислам дека е тој човек што дава мотивација. Целосно се согласувам. Он е некако, како да го дефинирам, човек кој што доаѓа од Европа, а води сметка за Балканот. Значи, секој пат во таа соработка сум имал таа обсесија за него. И мислам дека тоа не привлекува. Целосно се согласувам. Луѓето, професионалците сакаат да работат со големи лидери. Да. И тоа е едно име кое што е апсолутно голем лидер во регионот и пошироко, и групација која што би кажал е со европски вредности, но целосно посветена на овој регион, групација која што ја разбира културата, го разбира јазикот, ги разбира обичаите, ги разбира потребите. Јас се сеќавам на првата посета на тогашниот премиер Зоран Заев кога дојде на Словенија, и една од точките беше да ја посетиме НЛБ на покана од Блаж Бродњак, голема македонска делегација која што учествуваше во работната посета во Словенија, на врвот на вашата теловна зграда во Трг Републике. Трг Републике, и едно дружење до ситните ноќни часови во кое што зрачеше енергија на заедништво, зрачеше енергија на разбирање меѓу сите нас. И јако тоа беше момент на нова влада, која што дојде во едни исклучително сложени услови и така натаму, кои што не беа баш најпогодни за бизнис, с целото раководство на банката, која што беше меѓу бизнисмените и така, створи една енергија на разбирање кое што мислам дека до ден денес трае. Ја има таа убава енергија во групацијата, меѓутоа и уште повеќе има една убава амбиција за напредок, за прогрес, за раст, за развој, подкрепена со дефинирана јасна цел и визија. И тоа е нешто што дава и поттик, дава стимул и бидејќи човек знае каде оди. Има предвидливост, она што кажуваме. И тоа многу значи. И мислам дека присуството на таа групација на овој пазар значи многу повеќе од една банка. Ние кога тргнавме со проектот на КИФ, на Коморскиот инвестиционен форум, секогаш го имавме во предвид соработката со НЛБ, која што имаше покриена сите 6 земји, освен Албанија, тогаш во тој момент не беше покриена, а во Србија се деси нели тогаш влезот во комерцијална банка и така натаму. Значи јас затоа тој аспект гледам дека секогаш НЛБ и раководството на НЛБ во Љубљана било свртено према Балканот. Да, ова е регионот, ова е како ние го дефинираме во групацијата, регионот, ова е нашиот дом. Така е. И од дењето на Аргер таму, мислам дека додаде уште додатна, да речам, една порака нивна дека се за регионот и така натаму, дека водат сметка за тоа, и мислам дека со твоето доаѓање се хлопија сите коцки како што треба. И мислам дека таа инфраструктура што е воспоставена во наредниот период ќе даде добри резултати. И ние сме и во процеси на трансформација. Сега групацијата
ја дефинираше стратегијата и ја представи пред јавноста стратегијата 2030, која што предвидува раст и трансформација на целата групација во една финансиска институција која што ќе понуди најдобро корисничко искуство на сите своји 3 милиони клиенти во целиот овој регион. А тоа за нас овде, на овој наш пазар, ќе донесе и многу иновации, ќе донесе нови можности, бидејќи тие не се само за НЛБ банка Скопје, тие се пошироко и за економија. Примерот е како резултат на напорите на групацијата на крајот на јули го донесовме Apple Pay во Македонија. Не беше претходно. Десетици илјади наши корисници сега, наши граѓани, клиенти, со задоволство го користат тоа како и секој друг во Европа и во светот. И ни за други иновации. Ова недела вие честувате еден голем празник, 40 години НЛБ во Македонија. Јас, ако кажам дека сум учесник, не учесник, него сведок на создавањето на таа банка, ми иде дека многу возрасен сум. Али добро се сеќавам на почетоците во Југо Тутун и во Македонија табак на тоа. Тоа не беше банка, прво тоа беше мала финансиска институција за да ги поддржи али види визионерски поставена. Така е. Значи визионерски поставена и се сеќавам и на луѓето и на сето тоа и ево дојде денеска, значи 40 години после тоа се слави во еден континуиран напредок на таа институција која што од сите тие институции што ја создадеа ги надживеа и денеска постигнува одлични резултати. Јас сакам во името на Стопанската комора да ви честитам на јубилејот. Благодарам многу во име на НЛБ банка. Да си дочекате и поголеми и повредни бројки за честување, кое што се верувам во сите вас и мислам дека од година во година ќе докажувате тоа со поголеми бројки и повредни резултати. Благодарам, секако прогресот ќе продолжи и понатаму. Тој предприемнички дух на таа банка, дух на воведување на иновации, дух на посветеност на клиентите. Ама и не само во делот на бизнисот, туку и посветеност да се помогне и на заедницата, што е многу важно. Ќе продолжи и понатаму, дефинитивно. Бидејќи смислата е да се остави позитивно влијание на пошироката заедница во која што живееме. И досега заемено НЛБ имаше доста ризични потфати за кои што зборувавме, кои што ја позиционира во состојба да го поддржи и малиот бизнис, и средниот бизнис. И големите бизниси. И големите бизниси, секогаш и корпоративно да допринесе во државата и така натаму. Ево зборувам и за регионот и така натаму. Таму се силни предизвиците и мислам дека вашиот избор е правилен и логичен за човек со такво искуство да може да допринесе ако има таков предизвик пред себе. Да, јас верувам дека следат години каде што резултатите за банката и нејзиното пошироко влијание на економијата и општеството ќе бидат и уште повидливи на бенефит на сите, а пред се на клиентите на банката. Во овој момент веќе сме со актива од скоро 2,4 милиарди евра. Трета банка по актива, меѓутоа втора по кредитно портфолио и од пред еден месец прва во делот на кредитирањето на население. После децении НЛБ банка стана прва во делот на она што е ритейл банкарство. Али мислам дека тоа не знам дали било честитам што е верифицирано, али мислам дека тоа лепдеше на цело време дека вие сте најдобри во ритейлот. Да, тука има и други банки, нели, кои што нудат и добри услуги и сето тоа, но еве сега по бројките последни објавени, веќе сме НЛБ Скопје на прво место во делот на кредитирањето на населението, второ место по кредитното портфолио и да, имаме амбиција и понатаму за
Раст, меѓутоа раст кој што прави смисол, раст со здрави кредити и во делот на корпоративниот сектор, и во делот на населението, и во пружањето на услуги кои што, пак ќе кажам, ќе дадат она што ние велиме врвно корисничко искуство на нашите клиенти. Што се врвните очекувања на Тони Стојановски на крајот неговиот мандат? Каква банка да остави? Па сигурно ќе биде банка која што ќе биде еден од, како што и сега, но верувам во поголем обем, банка столб на финансискиот систем на Македонија, банка партнер на сите бизниси во Македонија, банка на која што може да се ослонат домаќинствата во Македонија. Технолошки врхунски опремена. Во секој случај целосно дигитална банка, каде што ќе бидат во примена сите најнови технологии на бенефит на нашите клиенти. Банка која што со своето постоење ќе прави смисла не само сама за себе, туку и за околината во која што постои, што е исклучително важно. Бројките се значајна работа во нашето работење, а 51 има најзначајно. Значи, кога 51% од субјектите ќе бидат такви за какви што зборуваме, ќе се промени општата клима. Така е. И ние треба да одиме во таа наска, да создаваме платформа за привлекување на сите институции што можат да направат таков напредок. Така е. Тоа ќе покажеме. Така е. И тоа ќе ја движи економијата напред, ќе го движи општеството напред. Сакаме да вложуваме и во човечкиот капитал. Сметаме дека тоа е еден од најважните работи. Банката и во досегашниот период има оформено еден прекрасен тим на луѓе, врвни професионалци, луѓе посветени, луѓе кои што работат од срце, од душа за банката. И тоа ќе го продолжиме понатаму. И со тоа, всушност, шириме и она што е знаење, ноу-хау во банкарството, во финансиските услуги на македонскиот пазар. Само уште едно прашање врзано за групацијата, позицијата на НЛБ Скопје во однос на целата групација. Рангирано се наоѓа на високото? Трето место. Трето место. Значи, од 7 банки, банки, гледано по обем на вкупна актива, вкупен билансен потенцијал, секако на прво место е НЛБ Љубљана, на второ е НЛБ Комерцијална Београд, после спојувањето на НЛБ со Комерцијална банка, и НЛБ Скопје е на третото место. Високо секогаш по обем на вкупната актива, да. Добро. Има ли, Тони, ризик кој што вие можете навреме да го осетите во банкарскиот систем и да сугерирате на државата да се преземат превентивни мерки? Ние имаме секогаш комуникација и со регулаторот, нели, со Централната банка, со институциите, и разговараме за сите прашања. Мене ме интересира дали внатре во вашиот систем постојат индикатори што можат да укажат на условно, значи, на некој состој. Ние дефинитивно и за нас правиме секогаш анализи кои што сакаме да знаеме, да предвидиме, нели, што ќе се случи утре и овде и пошироко. И тие работи секогаш сакаме да ги поделиме и со институциите. Тоа е значајна работа за државата, затоа што сите, ако ја работат на таков начин својата работа и на едно место ги сконцентрираат информациите, дека можат да се превенираат работа. Дефинитивно, јас верувам во отворена комуникација. Професионална комуникација, бидејќи таа може да довозможи да сите во системот придонесеме да превенираме одредени работи. Бидејќи имаме, нели, и знаење, имаме информации кои што можат да помогнат, меѓутоа само ако има добра отворена комуникација
зашто сите овие години нели настојуваме да биде што е можно на повисоко ниво. Цело време зборуваме за професионализам врхунски кај тебе, зборуваме за посветеност на работата и така натаму. Во некаков спортски дрес можеме ли да го видиме Тони Стојанов? Да, спортски дрес, како помлад, да, фудбал. Сега може да се видиме по планините негде На шетање. на планинарење, да. А играше фудбал. Да, поодамна, И да. те привлекуваше. Па да. Гледаш, пратиш денес? Па да. На меѓународно ниво. Колку што дозволува тоа со синот тој повеќе прати така да. Он за кого најава? Барселона. Јас за Реал. Да има со кого да се караш. Да, така што 52 пешачењето, планинскиот воздух помага секогаш за релаксирање посебно нели. Тебе и блиску ти е тука да се кажеш. Па да, од другата страна на водно. Другата. Многу е различна конфигурацијата од оваа страна на водно и од таа страна. Тоа е сончевата страна, таму Сончевата, и сакам поблага е. да го поминам поголемиот дел од годината и заради воздухот, мирот и така. Така е. Човек и побрзо се одмара, се релаксира. Што стана со тој пат што требаше да се изгради Се таму? уште не е пуштен, не знам. Не. А он што би поврзал? Он би ги поврзал. Па целиот Целиот би го тој поврзал целиот тој регион уствари со директно со централниот дел од Скопје. Зборуваме за Сопиште, за Сопиште, Соње, значи целиот тој дел што е да. сончевиот би го поврзал со тоа. Да, а се повеќе луѓе има што веќе престојуваат, живеат таму Живеат таму. заради нели Да. бегаат од загадувањето и така. И Се градат ли нови куќи? Не сум бил. Се градат. Се градат. се градат. Значи се уште интензивно Се се градат одржува. интензивно, се градат, се повеќе може да се видат луѓе кои што се селат во тој дел од Скопје. Сончева е таа страна, убава е. Сончев, убаво. Да, убава и воздухот е убав. Децата имаат колку години? Дамјан е 20 години студент, Да. а ќерката е 15, сега ќе полни 16 за некој ден. А таа е Дали- во средното училиште Корчагин. Дали се насетува некоја наклонетост во животот? На овие години? Па може да се насети, иако нели професиите понатаму ќе бидат релативна Да, и ќе се менуваат. Ќе се менуваат и она што разговараме и дека треба да бидат отворени, да научат како да учат секој ден. Како да Бидејќи- учат се? А тие што не ќе изградат капацитет, не само нашиве деца, туку и ние, како да учиме секој ден, едноставно не ќе можат да се справат со Со времето. и новите околности, да. Затоа велиме конкретна и целосна едукација, континуирана во целиот живот. Да. Ова е само редовното образование, вајлд карта за да влезеш во арената. Понатака е потребно многу повеќе за да можеш да се докажуваш. Точно така. И мислам дека институциите, како ти што ја предводиш, таа институција и многу други со странски капитал во Македонија се многу значајни за токму заради тоа прашање. За побрзо усвојување на технологиите кои што кај ни веќе функционираат и така. Па, еве, јас можам да поделам она што го вложуваме во едукацијата на кадарот, на банката, може да се измери со само 24-та имаме скоро 1 милион евра вложено во едукација Во едукација. и околу 56.000 часа вкупно на обуки на 950 вработени. Што сме. 950 вработени. Да. Тоа значи дека предвидливоста е во групацијата на највисоко можно ниво, тоа значи дека стратегиските цели се утврдени, тоа значи дека имаш професионален тим со кој што можеш да направиш напредок. Така е, тие се слободни. Ризиците не се толку големи да можеме да стравуваме во овој момент. Се надеваме дека и на меѓународен план ќе се работите, амортизираат и така натаму. Што можеш да упатиш во пресрет на овој ваш голем јубилеј,
во работењето и на твоето долгогодишно искуство како порака до младите, како порака до граѓаните на Македонија да бидат мирни, да веруваат во системот и во институциите и дека идат подобри денови или па нешто друго. Јас по природа сум секогаш оптимист. Да. И верувам дека можеме да ги смениме значително работите. Како што разговаравме и на почетокот, треба да се осврнеме и од каде доаѓаме и да се ослободиме од многу комплекси, фрустрации кои што ова општество го обременуваат, да размислуваме слободно, да размислуваме без тој товар, да бидеме отворени за она што доаѓа од надвор како знаења, како вештини, да се обидеме максимално да направиме услови за што повеќе број на наши млади задржиме овде. Тоа е еден од оние клучни стратешки цели кои што без разлика која влада е, треба да ги имаме и не само како влада и држава, туку како општество во целина, тука може и приватниот сектор секако да даде многу во тој дел. Дефинитивно верувам дека може да дојдат подобри денови. Ризици секогаш ќе има, проблеми секогаш ќе има, но нашиот разговор, нашата дискусија не треба да остане на тоа какви ризици има и какви неизвестности, туку да го изградиме капацитетот да ги менаџираме и да разговараме за ефикасност, ефективност, раст и развој. Мислам дека имавме разговор кој што ја преслика ситуацијата онаква како што е. Мислам дека сме на патот и на патоказот кој што не води таму каде што треба да одиме. Ние сме европјани, ние не можеме да бидеме ништо друго, него што побрзо да се интегрираме во тој систем и ние треба да регионално се поставиме уште подобро затоа што сме мала држава и во мали држави како што има во регионов, само така можеш да бидеш да изгледаш ако прошириш пазарот. Така да мислам дека основните постулати се поставени. Чести задоволство ми е што разговаравме. Ние многу пати сме водиле досега разговори. Мислам дека ќе продолжат и таа порака што ја упативте вие основа што можам да ја потврдам и јас. Разговор е решението на проблемите. Усогласување и консензус. Нема прашање што не ќе може да се реши со разговор. На крајот на краиштата и воените проблеми кои ќе завршат со разговор се решаваат. Секогаш е така. За да не дојде до тоа, треба да ги прифатиме овие работи и сите да се посветиме на својата работа, а да инсистираме да му се даде шанса на разговорот и размената на мисли. За да можеме да си ги дефинираме приоритетите, околу кои што треба да направиме компромис како општество, кои ни се приоритетите и да се посветиме на нив. И сабота и недела да се пешачиме. И сабота и недела да пропешачиме и да си ја чуваме природата. Ти благодарам многу. Благодарам многу на честа за... Фала и вас.